Добре дојдовте во збирната емисија за месец февруари. Месец во кој се уште трае зимата, ладно е и затоа се уште се потребни енергетско појаки, а сепак здрави оброци. Токму затоа, нашиот најпознат нутриционист Цвета Динева ви предложи неколку рецепти кои може лесно да ги подготвите и да уживате во нивните вкусови. Првиот рецепт за денеска е чорба со хелда и мелено месо. По некое непишано правило, сите течни оброци се поздрави од сувите, но кога станува збор за цвета, воопшто не може да стане збор за нездрави оброци. Во оваа емисија, таа особено става акцент на безглутенските житарки. Сите вие што имате проблеми со глутенот, па дури да немате, запомнете го овој рецепт. Ќе уживате во вкусот и истовремено ќе внесете вистински благодат за вашиот организам. Чорба со хелда и мелено месо. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го овозможуваат снимањето на нашата емисија 1001 оброк, која веќе се снима 5-та година за ред. Тука се Жито центар со тонус лебот, лебот на минатото, лебот на сегашноста, лебот на иднината, лебот направен без брашно, лебот од ртени зрна. Тука е нашиот пријател С.С. Джонсон со своите брендови Mr. Muscle и брендот Glade. Тука е нашиот пријател АИА и со консалтинг. Уште еднаш благодарност на нашите пријатели. А што е оно што ќе подготвуваме денес како рецепт? Тоа е чорба од хелда и од месо. Што се ќе користам во овој рецепт? Ќе користам мелено месо, ќе користам хелда, ќе користам јајца, брашно од леблебија, како што знаете, многу често го користам, тоа е леблебија со мелена на блендер и ништо страшно. Ќе користам павлака, замрзнат зеленчук, разновиден зеленчук и попатно се подразбира сол, куркума, црвен пипер, лукчево прав, младо кромиче, а може би уште нешто во тек на подготовка на рецептот. Го ставам прво месото во длабока чинија. Меленото месо во длабока чинија. И еве хелдата која веќе овде е сварена, кисната прво во вода. Значи полека ги мешам состојките месото и сварената хелда ќе нагласам. Немате да ставате сирова хелда. Треба да си ставам сол најнормално. Сол да не се пресолуваме, но немојте да јадете храна без сол. Зошто? Затоа што во солта во принцип за јадење е јодирана, а ние имаме нон-стоп во храната недостиг на јод и затоа е добро сол редовно да се користи, но пак ќе кажам да не се злоупотребува. Ќе ставам и бибер во состав на нашата смеса за ќофтиња, на топчиња кои ќе одат во нашата чорба. Добро. И одиме понатаму, ова е лукчево прав, малку лукчево прав, не целото. Ќе ставам малку црвен пипер, ќе ставам малку куркума или кари, што сакате нешто од тие. И сосема малку, не толку многу, сода бикарбона за да ми омекнат мепцето, да ми омекне, ќофтињата да бидат пософтни. И се разбира масло за јадење или маслиново масло, кој како си љуби така. Еве го маслото, ќе го ставам на неколку пати, за да добијам една фина смеса. И ќе ставам секако и јајца. Еве вака. Оп. Добро. Одиме второто јајце. Зашто вака правам? Да не излезе случајно јајцето, да не е во ред, па да ни пропадне целата смес. Еве ни го и второто јајце, јас ќе застанам тука кај второто јајце, затоа што ако имам потреба, ќе додадам и трето јајце. Секој пат имајте си така некој резервен план. И сега ќе измешам малку овие состојки, да добиеме сега со вилушка на крај, нели, ќе ги формирам со раце нормално топчињата. И сега ќе додадам уште малку да промешам со овие состојки и ќе додадам од брашното од леблебија.
Значи, брашното од мелена леблебија е нешто што ви го препорачувам. Сега фино ќе измешам ова. Можем уште малку да дотурам од маслиновото масло. Значи, сол дотурив малку повеќе, не малку повеќе, за да биде нормално солено, да не биде безлично. Еве, веќе смесата ми е готова, подготвена да правам топчиња. На дланките ставам вода, за да можам убаво да ги правам. Топчињата ќе бидат помалечки. Еве, некаква форма, горе-доле, оваа форма. Помали од топчиња за пинг-понг. Дел од месото ќе ги оставам за следен пат, слободно замрзнете во фрижидерот, ништо нема да му стане кога ќе се замрзне месото. Еве еден одличен производ, потребен за нашето домакинство на компанија TSC Johnson, Mr. Muscle, кој го користиме за одводните цевки во кујната. Значи, во одводните цевки и во кујната се наталожуваат голем број на патогени микроорганизми. И тука, Mr. Muscle гелот, кога ќе го употребиме, пробива и низ стоечките води и не ослободува од овие миризби незгодни и патогени микроорганизми. Како се употребува? Содржината, половина содржина од Mr. Muscle гел за во кујна, ставаме во одводот на лавабото и чекаме 30 на минути, може некоја минута и повеќе, потоа попаруваме со жешка вода и одводните цевки стануваат навистина чисти и збогу пријатно на патогените микроорганизми. Имајте си го во вашиот дом, ваш пријател за чиста кујна. Еве и уште едно средство, исклучително потребно за нашите кујни, а тоа е Mr. Muscle спреј, одстранувач на загорените масноти во нашата редна или било какви нечистоти собрани со време наназад. Овој спреј овозможува да имаме чиста, блескава редна, а сите ние, посебно домакинките, го сакаме тоа. Се користи исклучиво на незагреана редна. Имајте си го во вашиот дом, од време на време користете го за да одржувате блескава редна. Ајде сега да исечкам малку младо кромиче, да ни зазелени, да речам, во нашата чорба. Одиме сега малку и лукче да засечкаме. Значи лукче исто ситно исечкано. Ке ми биде составен дел на денешната чорба и јако лукчево прав ставив и во ќофтенцињата. Ставам јас малку масло во тенџерето. Сега вклучувам плотната. Ето така, на средна температура, не многу висока. Не дочекувам да врие зетинот, за да не преде во трансмастик. Еве, веднаш го ставам и замрзнатиот зеленчук, ја намалувам и температурата. Така. Како што приметувате, овој пат не го додавам кромидот, го да акцентирам денес лукчето. Кога акцентирам лукчето, но вие по желба може да се ставите и кромид. Ке ставам сега и од брашното од леблебија. Еве го вака. Тоа што ми остана. И него малку ке го термички изработиме, иако тоа веќе си е термички обработено. Сега ќе ја подкачам температурата, ама ќе додадам и водичка малку. Ето така. Сега ќе чекаме да дизоврие. Малку ќе ставам сега тука бибер, бидејќи имаме бибер во самото месо. И малку сол ќе ставам. Ќе чекаме малку да зоврие. Уште малку вода ќе додадам. Ќе ставам малку и хејда во чорбата. Еве сега чекам да зоврие, го ставам капакот за да зоврие побрзо. Ајде сега, како што ви кажа во почетокот, сигурно ќе добијам инспирација уште нешто друго во чорбичката да додадам. Еве ќе додадам од црвената пиперка на тенки кругови. Повеќе како елипси, да бидам искрена.
Веќе врие нашата чорба, ќе додадам вода. Ќе ставам сега и од пиперката. Натре. Убави бои добиваме. Секако и овој производ ќе ви биде интересен и потребен за вашиот дом. Овој производ на компанијата SC Johnson гледа автоматски освежувач на воздухот, ги распрскува ситните честички низ просторијата и ја ароматизира целата таа просторија. Истиот тој може на тајмер да се направи да ослободува вакви честички на 9, на 18 и на 36 минути. Кога би се ставал на 36 минути, рок на траење ќе биде околу 2 месеци. Откако ќе се потроши распрскувачот, значи земаме нов резервен распрскувач или рефили, може со истата арома што сме имале или ќе замениме. Еве овдека во овој случај имам рефил со арома на цимет и на јаболко и имаме со арома на сандаловина и јасмин. Значи нешто што престојот во вашата куќа, во вашите простори, ќе ви го направи уште поубав. Еве и неколку зборови за моите омилени свеќи, ароматични свеќи Glade, кои што имаат траење 30 часа. Ги има во повеќе мирисни ноти, во овој случај јас имам на база на вишни, а еве ги гледате и овие долу повеќе видови на мирисни ноти. Имајте вакви свеќи во вашиот дом, ќе се чувствувате опуштено, пријатно, а не само вие, и другите членови на вашето семејство. Еве дојде време сега да ги ставиме и овие топчињата на месо и хелда. Едно по едно, трпение. Сега ќе оставиме чорбата наша, ќе дотурам само малку вода. Ќе оставиме да се динста околу 15 минути. Ајде сега јајцата се искршени. 2 јајца ставам. Лимон еден исцеден. Треба фино да изматиме. Сега ќе ставам и од павлаката овде. Сега ова ќе биде малку појака чорба, која што фактички е комплетен ручек. Еве ова изматено, јајцата со павлаката и лимонот. Ова исклучувам. Сега треба и дел од чорбата да префрлам, значи, во јајцата. Помалку. Еве вака. Нежно ќе промешувам тука. И сега полека ќе истурам од ова во чорбата внатре. Ето така. Погледнете која убавина е ова. Навистина нешто прекрасно. Сега уште некоја минута на ниска температура и таман готова ни е чорбата за сервирање. Ајде сега да си ја сервираме чорбата во ова убава чинија. Еве и нефцата. Прекрасно, боички различни. Ајде малку биберче озгора. И тоа е тоа. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно.
Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Вториот рецепт за денеска е јунешки џигер. Јунешкиот џигер се препорачува кај сите оние кои имаат проблеми со слабокрвноста, анемијата, кај децата во раст и развој, кај трудниците и сите оние што сакаат да ја зајакнат својата крв. Во денешниот рецепт, како комбинација, Цвета го вклучува и вареното просо, кој е исклучително здраво во секојдневната исхрана. Како Цвета го подготви јунешкиот џигер и како го искомбинира со другите намирници, погледнете во продолжение. Денес се решив да подготвувам јунешки џигер. Посебно е добар за оние што имаат проблем со слабокрвноста, анемијата и така натаму, кај децата во раст и развој, кај трудниците да се користи, но секако на убав начин да биде подготвен и да се конзумира со многу свежа салата. Значи, кои се состојки ќе влезат во денешниот рецепт? Еве го јунешкиот џигер, кој јас морам да кажам, го чував како замрзнат и ми стоеше замрзнат неколку дена до снимањето на денешната емисија. Значи, имаме јунешки џигер, имам кромит, ќе користам малку и печурки свежи и како прилог сварено просо и мислам дека лукчето, не го спомнав и лукчето. Ајде сега да почнам со подготовка на нашиот џигер. Јас веќе го исеков на помали парчиња и бидејќи ова е некако подебелко парче, за да не ми пречи во рамки на пржењето, ќе го подзасечам вака малку од двете страни како коцкички вака, за да фати температура како што треба. Еве го, од оваа страна едната, исто и од другата страна. Пазете не премногу, да не пресечете до другиот крај, па ќе бидат ситни парчиња многу. Еве го вака. Инаку може и надолжно, може и да се иступка малку со толчник, ама јас решив на овој начин да го приготвам. Еве и ова вака ќе го засечам накосо. Така. И ако е само подразмрзнато, слободно се термички се обработува. На кратко пржење од едната и кратко од другата страна, за да внатре биде сочно, да не биде суво како трат. Сега ќе ставам од брашното. Сол не ставам во почетокот, за да не го џигерот да не го стегнам. Изумив да кажам дека и сода бикарбона ќе користам за да ми биде меко џигерчето. Размешувам со брашното од леблебија, но може да користите и брашно од, да речеме, од пченка, да го одбегнеме глутенот, затоа што да не ни прави проблем со надувување на стомакот, посебно кога ќе се измеша со месо, со џигер, со риба и така натаму. Подобре вакви комбинации на вакви брашна кои немаат глутен. Еве уште малку, ја мислам задоволително. Видовте колку ставив и сега ќе ги парчињава џигер, сакам да ги обложиме со ова брашно. Со брашно, значи од леблебија. И сега ќе гледам сите да ги поминам и да нема премногу, вака ќе се растресе малку и готова работа.
Еве, готови се подготвени нашите джигерчиња. Вклучувам сега на некоја средна температура и кратко време од едната и од другата страна. Пржењето толку е за да остане софтно внатре и да биде вкусно. За јадење се разбира. Пак ќе повторам, ако се јади со многу свежа салата во комбинација, немаме проблем со покачување на маснотиите во крвта, и ако не се премногу покова со бело брашно, со јајца и така натаму, тогаш е добро подготвен. Еве вака. Еднаш превртувам од другата страна. Кратка термичка обработка. Еве, ова е готово, толку кратко време е потребно. Само уште малку. Еве и последното е готово. Исклучуваме. Ајде сега, кромидо да го подготвам, на кругови ќе го исечкам тенки. И ќе ги спржнеме малку со две печурки, лукче и потоа ќе го додадеме и джигерот. Ќе биде одлична комбинација. И кромидот сум ви рекла што повеќе да го користите во секојдневието и во подготовка на јадење и сиров како салата, и тоа е тоа. Сега да исечам и печурката. Вака, на половина. И сега на чадорчиња ќе ја сечам. Симпатично да изгледа кога ќе биде заедно со кромидот. Глинстана. Печурките знаете дека треба да си ги користите, исто извор на растителни протеини. Не за џабе викаат печурката шумското месо. И лукчето да го засечам малку, да бидат готови сега кога ќе почнеме да ги спржнеме. Сите да ни бидат на располагање. Ајде, вклучуваме масло. Ето така. Значи, еве сега ќе го ставам кромидот. Добро. И печурките. Брзо ќе намалат на волуме, водата ќе им се исцеди, ќе им испари. Малку сол. Дивер малку. Некој добар вид кромид. Отвара, ноздрви, се. Дишни патишта. Ставам сега и лукчето. Ќе исклучам и сега ќе ги додадам джигерчињата. Ќе капнам само малку масло и малку под капак, да се здушат малку. Кромидот со 2-3 минути, само толку. Да си добијат шмек од кромидот, од лукчето. Еве сега малце да ги здушам убаво, внимателно. Уште малку ќе ги оставам.
под капак, да се доздушат, да се добијат на шмек од кромидот, од лукчето. Опа. Уште некоја минутка и фактички денешното јадење главно ни е готово. Сега ќе го подготвувам прилогот. Прилогот ќе биде од просо, кој јас веќе го имам сварено. Прво е добро да се кисне во вода и потоа да се вари, колку со време бара варење. 1:2, 1:3 со водата, зависи га. Ако е киснато преку ноќ во вода, доволно е 1:2 со водата доди, а ако не е киснато воопшто, 1:3, исто како и оризот што го подготвуваме. Само треба сега, не ми е овкусено, треба да се го овкуси. Ја мислам веќе дека е готов. Ќе отворам капакот. Еве го. Готово ми е јадењето. Можам сега да го исклучам и да седи под капак до моментот кога ќе го сервирам заедно со нашето варено просо. Ајде сега да си го овкусам просото. Ќе подготвам прво сечкано ситно младо кромитче. Треба да исечкам и Макдоналдс. Да не заборавам, ама нема да заборавам. Сега што повеќе младо кромиче во салатите, пред се во салатите и така да се, але моите внучи не јадат така кромиче. Еве сега ќе го ставам тука кромичето. Ќе му ставам сол. Малку маслиново, малку бидер прво, а потоа маслиново масло. Ставам малку балзамико, масло, маслиново. Ајде уште малку. Ајде сега да исечкам макдоналдчето. Значи спремам како фил за просото. Затоа што е само варено и толку, не е со ништо зачинето, за да биде вкусно, како убав, добар прилог кон џигерчињата и да уживаме во ручекот комплетно. Лукчето исто ќе го исечкам и заедно со Макдоналдсот ќе досечкам да добиеме малку поситничко. Ете така. И ќе ставам овде кај што е младото кромиче, ќе ги измешам убаво и правец во просото да се овкуси. Може би уште малку масло ќе треба маслиново да ставам, ќе видам, иначе како ќе ми се каже. Сега ќе го ставам во чинијата овде и фино ќе го измешам филов со просото. Само уште малку бидер ќе му ставам, трпи, затоа што е многу сладкасто просото само по себе по вкус, треба вака посилно зачинето за да биде ете еден пандан на џигерчето што го подготвивме. Добро. Ајде сега да го извадам капакот и сега да сервирам џигерот со просото.
Еве, ова е нашиот денешен главен оброк. Јунешко џигерче со кромит, печурки, прилог просото. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Третиот рецепт за денеска е јунешко на корејски начин. Сите што редовно ја гледате нашата емисија знаете дека Цвета многу сака да експериментира, особено со нови вкусови и комбинации на продукти. Овој пат тоа е класично јунешко месо, но подготвено на корејски начин. Се разбира дека Цвета додаде и наши состојки и малку го прилагоди на нашите услови, пред се заради вкусот. Јунешко на корејски начин. Што се ќе користам во овој рецепт од намирници? Тоа е јунешко месо картина, кромит, стар кромит, имам и млад кромит. Имам и морков, зачини што имам овде, тоа се соја сос, тоа е балзамико сос, тука имам мед, имам кафеав шекер, имам сода бикарбона, имам брашно не нишесте од пченка, значи да немаме глутен, лукче, обично лукче, и во овој состав и ова лутичко во овде, срирачата, искомбинирана со друго малку помалку лутеникаво сосче. И во овој рецепт ќе ја користам и киноата, тоа е безглутенска житарка. Ајде јас да почнам со подготовка на мојот денешен рецепт. Еве, веќе имам тенко исечени парчиња од јунешкото месо. Значи, за да го исечам многу тенко, беше во замрзнувач и сега полуразмрзнато може да се сече на вакви, како да кажам, како за чипс тенки парчиња. Значи, треба да се сече месото во контраправец од влакната, од мускулните влакна, за да можеме за со кратко термичко обработување да добиеме, значи, убаво месо, софтно, едноставно да уживаме во него. Еве, последното парченце веќе е готово. Ајде сега да ги ставам сите состојки во кои ќе го маринираме месото. Ова е соја сосот, ова е балзамико оцет, ова е балзамико сируп. Еве сега кафеав шекер ќе ставам тука. Не го ставам целиот. Потоа ќе ставам и мед. Еве го и медот. Потоа ќе ги измешам сите. Медот ќе го ставам целиот, да ви кажам. Еве го ова се лутото. Ќе се избалансира со медот, со шекерот. Ама пак има некои така интересни освежителни ноти. Малку сода бикарбона. И еве го врие.
со содата бикарбона и ставам нишесте од пченка. Ке гледам целото да го ставам. Реакцијата на содата бикарбона ја гледате. Ајде сега прво сол да додадам. Оваа сол некако не ми соли доволно, па затоа вака да не ви изгледа многу дека ставам, а всушност солта е таков тип што не засолува многу. Еве сега и бибер, измелен бибер, убаво мириса, прекрасно мириса и така. Еве сосот е готов, сега е време месото полека да си преиде на страната на сосот. Ке додавам вака помалку, за да можам да ги размешувам прачињата месо во сосот. Еве и ова си се одвои самото тука. Еве и последното парче, фино ќе ставиме и тоа да се измаринира. Еве вака, убаво во фрижидер да се стави. Сега го носам во фрижидер да отстои малку. Ајде сега да го исечам зеленчукот. Прво кромидот на полукругови. Не премногу тенки. Еве вака. Добро. Ајде сега да исечеме морковот прво на елипси. Еве вака. И сега одам вака. Еве. Едно по едно, малку трпение, ама добиваме нешто што е после тоа и на вкус поубаво. Сега го земам младиот кромит. Сега овие белите делови ќе одат заедно вамо, кај морковот и кај стариот кромит. Сите овие сега само вака и готово. Тука доаѓаат, сега лукчето ми е наред. Лукчето ќе ги исачкам баш онака поситничко. Ја мислам доволно го исечкав лукчето и сега го ставам во оваа помалата чинија и ми останува сега ова зелените перциња да си ги исечкам. И ги ставам на страна. Еве го, ги прибираме и перцата зелени. Ајде сега прво и основно да ставиме малку сусам, да го пропржиме или пропечеме, како да кажа. Сега ајде да го пржиме зеленчукот за кратко, на средна температура, малку зејтинче ставам и прво што ќе ставам, морковот ќе го ставам. Значи, тие ќе бидат фактички полуживи. Еве кромидот. Еве почна да аромата кромидот да си ја пушта во етерот. Ајде и овој кромид младиот го ставам. Околу 3 до 4, евентуално 5 минути оди оваа термичка обработка. Цело време бара мешање, да не дојде, нели, до горење. Треба сол само да ставам, ќе исклучам ренгуата, дори ставам сол и бибер. Скоро е готово, токму вака треба да биде, уште една минутка можеби. Ги враќаме овие кромидот и морковот. Сега одам до фрижидер да си го земам месото. Еве го, месото ми е тука. Повторно одиме на некоја средна температура. Ке треба сега, значи, некој отприлика 8 до 10 минути да го обработуваме. Да намалам температурата. И го враќам зеленчукот назад. Целосно. Значи, нефцево се спојува со зеленчуците, кои претходно малку термички беа обработени. Ајде сега да ја сервираме прво киноата. Ајде сега полека да си го сервираме и месото.
одозгора. Еве едно пријатно изненадување за вас. По повод меѓународниот празник на жената 8 март, нашиот соработник, компанијата SC Johnson, дава подароци за двајца наши гледачи на емисијата 1001 оброк. А кои се условите за да добиете еден од овие подароци? Пред се треба да направите лајк на постот на 1001 оброк на Facebook. Втор услов е јавно да го споделите овој пост на вашиот профил. И третиот услов е да се тагнат 3 пријателки во коментар на кој би сакале да им го дадеме овој поклон од компанијата SC Johnson. Извлекувањето ќе биде на 5 март, се разбира, 2025 година. Еве, тоа беше се за денес. Се надевам дека ве испровоцирав истиот овој оброк да си го направите и дома. И благодарам на нашите пријатели кои не подкрепуваат во постоење на нашата емисија 1001 оброк. Кои се тие? Тоа е Жито центар со тонус лебот, тука е и компанијата SC Johnson со брендовите Mr. Muscle и Glade и компанијата A&A ISO Consulting. Ви благодарам и вам на вниманието, се гледаме и наредната недела.